Слушај ваму. Драги мои пријатели и пријателки, уште едно издание на Слушај ваму и наместо да потенцирам добри или лоши работи кои ни се случуваат во животот, дозволете ми на почетокот да јас спрема моите афинитети, а знаете дека јас сум повеќе коментатор одошто новинар, дека сум повеќе емотивно врзан кон работите што се случуваат со мојот народ и мојата земја, одошто некаков аналитичар, сериозен политичар или нешто слично. Но во сево ова има некоја дарба, најверојатно дека сум развил некој занат кој, благодарејќи на многуте врвни гости од секој калибар, од кои кога сум им правил интервјуа, де факто не било сувопарно поставено прашањето што ќе каже, туку како да сум седнат приватно, сакам да чујам што знае, што и така натаму, што кажува. Ја не навлегувам после како стручњак, хирург или астроном, математичар, физичар во тематиката, но доволно имам потреба за едно широко познавање или една општа култура да можам да се снаоѓам во животот. Зошто да се снаоѓам во животот од најбенигни, банални и небитни работи до оние кои се просто екзистенцијални. Ова ми е работа, на некој начин да ја забавувам публиката, но и да информирам со некој мој согледување од еден нагл, кој можеби ќе ви помогнат да и вие малце донесете некаков заклучок. Не од мене. Работата е никогаш од еден извор да донесете заклучок. Првиот извор треба да сте вие. А за да сте вие извор треба да добиете некоја информација. Ако информацијата само ја проследите од еден извор, тешко дека ќе имате добар, рационален, прецизен и точен став. А зошто е тоа потребно? Од многу проста причина. Ако утре планираш да купиш кола на старо за 5000 евра или да земеш кредит од 50.000 евра, навистина е добро да знаеш во каква земја живееш, каква е економијата, каква е политичката состојба, малце да се информираш што се случува во светот. Ке има ли војна, ке има ли нова корона и така натаму. X фактори. Човек денеска за да делува и да биде успешен, мора да е информиран. Колку и да сте ниско, земјоделец да сте, земјоделец дури и повеќе, да сте работник, обичен физички работник. Значи, работите што ќе ги правите, купувате и така натаму се многу битни. Дали да купувате повеќе летна гардероба или зимска гардероба? Јас секогаш сум викал, главната инвестиција е летна гардероба. Лесно се затоплуваме, тешко се ладиш. Но, ова е на некој начин некој мој вовед во една позитивна, генерално сум позитивен, ме расположуваат некои работи, не паѓам онака многу ниско примитивно, како му кажа, тие финти уште од времето на Бранко, кога моите колеги паѓа унес, како му го спушти. Но има моменти кога политичарот има зен моменти. Мицкоски беше многу критикуван додека беше во опозиција, сега уште повеќе критикуван, но уште и повеќе фален. И тоа е нормална работа која ќе дојдеш, која ќе се искачиш, луѓе паразити, полипи, октоподи, се ти се лепи, но и оние што не успеале или што биле на другата страна, секако дека ќе те хейтаат максимално. Мицкоски покажува за многу кратко време, дури не толку во кампањата колку сега. Значи во кампања кога си мораш малце и да одглумиш, да ја приволиш публиката, да ја привлечеш народот, да ја стигне твојата порака. А неговите пораки беа, да кажам, од она што е научен народот, а народот е научен на крв, ке стрелјаме, ке апсиме, ке колеме, ке затвараме и така натаму. И на тоа се одушевува. Да не наблегувам сега онтолошки во целата ситуација, од каде го влечеме ние ова, бидејќи во примитивните времиња, да ви кажам дека најголема забава е кога криминалецот насред плоштад бил бесен, стрелан, пален и така натаму. Сите се собирале и живо и
и мртво, и старо, и младо, и деца, се, и да гледаат. И тоа било забава. Катастрофа, ама такво било времето. Нели, не го оправдувам ништо, само го објаснувам. Мицкоски е најразличниот политичар од сите политичари што сме ги имале до сега. Зошто ова го кажувам? Затоа што у ниеден момент не се додворуваше. Ако направи некоја драматична сцена, тоа беше кога им падна на своите сопартици на колена и им се заколна. Сетете се на таа сцена, Мицкоски кога е на колена. Некои се одушевија, некои се расплака, но други, што личи ова, како ова? Ние, новинарите што бевме на ова, бевме малце воздржани, бидејќи стварно не знаевме да процениме што во суштина се работи. Еве, времето покажа дека човекот бил искрен, дека он нема да паѓа 100 пати на колена, еднаш го направил, прати порака и работи понатаму. Денеска ќе го видите со рацете вака. А знаете што значи овој ако ги проучите говорот на телото во психологијата? Зборам, овие се западните аналитичари кои го кажуваат, кога политичар ви говори со рацете вака и вака гестикулира. Тоа значи дека внатрешно личноста е толку смирена, толку сигурна во себе, толку сигурно говори и толку е прецизна во тоа што го мисли и го кажува, да апсолутно нема обланда, што сакал да каже. Нема што сакал да каже. Кажано е, токму тоа. Силата не ја доби само од себе. Силата му ја даде народот. Со вакво гласање, не на Мицкоски, на ВМРО-ДПМН, но Мицкоски како врв и како пример, а ВМРО-ДПМН не е партија која може да се пофали со автентични политичари кои сами по себе делуваат. Но и тоа се смени. Ќе ви кажам веднаш по тоа. Сакам да кажам зен моментот на Мицкоски кој го мислеа повеќето дека е сувопарен политичар, дека е раководен, дека е на стапче, на конци, оваа или онаа амбасада и така натаму. Ништо не испадна точно. Откако дојде на власт до сега и пред тоа, една лажна изјава не даде. Значи, изградивме 1000 километри автопатишта или ќе изградиме 1000 километри автопатишта. За разлика од претходното владење, кај што не беше битно што се прави, туку што се кажува. Овдека Мицкоски мери, не го мери, спонтано го каже. Секој збор го одразува точно она што е во план што треба да се реализира. Никаква обланда, а секако може шербет да стае. Нели, ќе му аплодираат многу повеќе луѓе и тоа го сакаат политичарите. Егото расте. Нема човек без его. Но, има луѓе со образ и луѓе кои сакаат да направат една позитивна промена. И тоа е многу реткост и тоа која ќе се добие, тоа е голема работа. Што значи тоа? Пазете, Мицкоски сега е лидер на екипите на Обединети нации кои треба разрушеното Скопје по земјотрес малце да го кренат за да почне да функционира. Таква е ситуацијата со Македонија, не е само со Скопје. Како да сме доживеале еден земјотрес и да се вратат работите во нормала. И се враќаат со пензии, со изградба на студентски дом, со субвенции, со најава на сериозни инвестиции, колку што... Пазете, ние имаме инвестиции у овој период од како е ВМРО-ДПМН на власт, колку што немаше претходната власт за 7 години. И стварно треба да престанеме да се споредува што било. Не, брзо се заборава што било. И одма критиките. Мене зенот, да се вратам на почеток и да ја поентирам цела ова моја поента. Бистрината и харизмата кај луѓето не е дадена од раѓање. Не имаат потенцијал, но таа се гради. Таа се гради, се кали. Низ жештина, низ мака, низ труд, кога ќе преживееш притисоци, а можеме само да замислиме низ какви
политички, надворешни, внатрешни притисоци, закани од мафијашки групи, од политичко-мафијашки групи кои хараа со Македонија. Никој не смееше да писне, па дури и ние јавно на Фејсбук не смеевме да кажеме или по социјални мрежи. Добро го знаете вие за кого зборам и што збора. Кажи имиња. Знаеш што? Кажи си ти имињата. Вие тие што викаат кажи имиња, тие се тие што голтаат и што со анонимни акаунти се борат за правда. Не. Фејкери сте. Сакам да кажам дека ние никогаш не сме имале големи револуции и секогаш сме се молеле Господ да ни прати некој кој барем нешто ќе направи подобро. СДСМовците се надеваат дека тоа ќе биде Зоран Заев, ВМРО-вците веруваат дека е тоа Никола Груевски, времето покажа, ама никој од нив. Сите со некаква лукративни погледи и работење на крај. Еве земјата, каква е? Хирошима и Нагасаки 46-та година, кога си отишол, што си можел да видиш? Ја така ја доживувам. И затоа не ми смета ништо. Но, знаеш како? Се шетам меѓу рушевиниве на градов и на држава и мизеријава и валканоста, но знаеш како се чувствувам како што дедо ми опишувал, прадедо ми, татко ми опишувал за дедо ми кога Скопје се ослободило. Вика за никаде све, ама знаеш како се осеќаш, вика слободен си. Знаеш дека нешто позитивно ќе се случи. И знаете како, процесот што е започнат, ја не сум тука за пропаганда. Може една емисија ќе направам само чисто ради список, за да имате малце да ви текне која се расправат и се под притисок, бидејќи сега овие се полудени. Уште имаат пари за пропаганда, ама ги газат и проблемот е што овој сериозно работи, а кога некој сериозно работи, има добри резултати, не краде, партијата не краде, сите пари се во државата, во општеството и идат на кај народот и стопанството. Значи не завршуваат во туѓи џепови. Тоа се огромни пари. Тоа брзо ќе го осетиме, за една година ќе ги осетиме тие промени. Но што е работата? Работата е на народ му треба личност која ќе ја погледне и ќе рече: окей, знаеш, у Америка тоа бил Обама, Клинтон, Трамп и така натаму. Во Русија е Путин. Ама зошто Путин е толку харизматичен? Затоа што тоа што го кажа, го направи, народот го гледа. Не им вети, како да ви кажам, не им вети работи кои не се остваруваат. Не им рече направил 1000 километри автопат, да им рече направивме 100.000 километри автопат. Друже председниче, шарап. И кога иде, ги гледам таквите, например и Доналд Трамп и Обама, Бајден не, кутар човек е тој со години и добро што се повлече, но кога ги гледам како односот со новинарите, на нивните провокации, на политичка ситуација, покажува стил, но стилот е одраз на состојба на духот. Што значи ова? Па сега, што ја ломотам? Состојба на духот, тоа значи дека имаме да процениш дали имаш ти со психопат или со стабилна личност, дали имаш работа те води лажго, кој само гледа да каже, ама ништо од тоа да оствари. Ние 7 години нас не лажеа, ве влечеа за нос, верувавте, попуштавте. На крај, колку што ВМРО-овците што гласаа за ВМРО, толку и СДСМовците се откажа од своите, оти стварно веќе нема ни самите образи, најхардкор СДСМовци да гласаат за она што го правеше претходната влада. И поентата. Прво ветија дека со Дуи и со Али Ахмети нема да има соработка и нема да има коалиција. Никој не веруваше. Се оствари, евеко. Дека ќе се иде по принципи на закон, ветија и евеко. Бидејќи во моментов е борба за она што со години сите глуматаа дека ќе го решат, нели, пензии за бранителите и што ти ја знам, сега е таа дебата во која не навлегувам за донесување на законот, но
снопче од албанскиот коалиционен партнер во собранието Вреди, даде изјава во која вели дека ако тоа и тоа се донесе, они ќе излезат од владата. Нормално, нашето новинарство, ова му е врвот, толку, повеќе од ова не може да знае, но добро и тоа што го работат. Во оние пресови, од пред некој ден го прашуваат токму за ова, Мицкоски, што мисли како ќе реагирате за изјавата на Снопче дека Вреди ќе излезе ово ваму таму. Значи, немаше размислување. Немаше, како да ви кажам, тоа јас како новинар заради многото интервјуа можам да го препознам. Немаше дури ни да се преслуша што ќе каже. Тоа е едноставно зен. Не доаѓа само од тебе, доаѓа и од горе и одговара и вика нека му е со среќа. Без иронија, кој како сака нека свати, но гласот немаше тон на иронија, се сврте, има некој сериозно прашање што сакате да ме прашате. И ја останам, вау, нема навредлив тон, нема враќање со иронија, со контраиронија, нема боцкање, многу културно. Сака да излезе. Нека му е со среќа. Што друго? Шокот е, најмногу кај другите, не им се лигави, не, ќе го средиме ова, ќе го средиме она. И они се сега шокирани дека не само што има своје јас, не само што е стабилен, туку харизмата негова е одраз на една широка политичка мудрост која еден лидер може да развие. Знаете кој многу слично вака одговори? Джеки Роулинг е дамата која ги има напишано најчитаните книги последниве 100 години, а тоа се книгите за Хари Потер. Милиарди книги се продадени, филмовите ги знаете, но не е на огромен напад од шарените затоа што кажа дека ти можеш да се идентификуеш како машко или женско, трансджендер, ово или она, но постои само маж и само жена. Ако ти кажеш дека си жена, а си маж, ти си маж. И заради ова, незе таква омраза се шири, значи, ломачи се палат. Но, овој пат на ломачите се низините книги. Кристална ноќ, класичен фашизам. И една пише, вика, ја и мојата фамилија, ти си одвратна особа, вика, ја и мојата фамилија, земавме, вика, ги палиме твоите книги, вика. Она им одговара. Нека ви е со среќа. И вика, и ќе правиме манчмелоу на огнот од твоите книги. Вика, нека ви е со среќа, на здравје нека ви е менчмелоут, само да ви известам дека ги купувале, читале, фрлале или палеле, ја за секоја книга си добивам процент. Ова на Твитер го објави, и јас се одушевив и одговорив, нормално, игнор кој сум јас, но не е битно. Го ретвитував и реакцијата на другите беше одушевувачка. Но, знаете како? Не може секој така. Да вратиш, сериозно да го збришеш подот со него, а да не го навредиш со ниеден збор, да не може да прирече дека бил хейтан, омаловажуван, понижуван. Такви луѓе ме одушевуваат, бидејќи тоа збори за состојба на дух. Таков човек, ја би имал доверба да му ги дадам клучевите од мојата куќа. Што бе клучевите? Абе, пасвордите од телефонот и од сите мои акаунти би му ги дал. Затоа што во таков човек имам доверба. Тоа е премиерот Мицкоски. Да, ова е фалење. Ова е моје одушевување. И времето ќе покаже дека сум во право. До сега сум во право. Слушај вам.